Патувајќи низ Поречијево, поточно речено низ Долно Порече, во правец на поранешната општина Самоков, со намера да направам нова репортажа за овој регион, безброј пати во пресред ми доаѓаа сообраќајните патокази, село Девич, село Локвица, село Драговдол, а посебно во очи, така да речам, ми доаѓаше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше село Сушица, село Томино село, село Горни Манастирец и село Долни Манастирец. Иако со години крстарам низ Поречијево, така да речам, никако не му доаѓаше редот да направам нов документарен запис за селото Долни Манастирец. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и видна. Едно студено зимско утро, на самиот почеток на новото 2023 господово лето, рано, мощно рано ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја крена слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те пробудив", ми рече. "Добро утро", му реков. "Буден сум, одамна сум буден", додадов. Ете јас така порано, знаеш, по селски, од едно село се јавувам, сигурен сум дека не си го посетил досега, од Поречијево се јавувам, од Долно Поречије сум, еве овде рано изутрина околу Пампурчево сме собрани во нашава селска продавница и си разговараме кого да викнеме да ни направи репортажа за селово, арно ама така да речам по поречки, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме. На телевизорот те видовме тебе и си рековме: "Ете како нарачан од Бога се појави на телевизорот, ќе го побараме Зорана да ни дојде во нашево село, да ни биде гостин." "Моето име е Милош Дабески", ми рече. Што велиш ти?" ме праша. "А може да ми кажеш од кое село се јавуваш?" го прашав. "Од Долни Манастирец", ми рече. Слушај, вака да ти кажам, одамна му се токмам на твоево родно село Долни Манастирец да го посетам, ама никако да му дојде редот, како што знаете вие поречени да кажете, малку на повисок глас, на шега му подвикнав. Ете сега кандисај се, и тој со повисок глас ми довика од другата страна на телефонскиот апарат. Ние своето го кажавме, сега оставаме на тебе. Слушнав како ми довикуваа неколку гласа во хор. "Бива како не бива", им реков. "Туку да ве прашам кога да дојдам", им подвикнав. "Се разбира за водици. Водици ние ги чекаме 4 дена", додаде Милош Дабески. "Договорено", им реков. "Ти само дојди до Македонски Брод, а од Брод ние ќе би те собереме, не те оставаме сам да шеташ низ пустелијава поречка, ич да не се секираш", ми рече. И навистина така и бидна. 2 дена пред Богојавление, рано изутрината во зорите, тргнав на пат. Времето беше вистинско зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одамна го имаше забелен на хоризонтот, кој ме окружуваше, додека се возев во автобусот кој според возниот ред од Скопската автобуска станица секое пладниште околу 12 часот тргнуваше во правец на Македонски Брод, врвејќи ја патната делница Скопје, Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Македонски Брод, каде што на автобуската станица Македонски Брод со неговото возило ме пречека мојот домаќин Милош Дабески и се упативе по магистралната 20 километарска патна делница, врвејќи покрај селото Девич, селото Локвица, селото Драговдол, попатно застанувајќи на неколку места
меѓу кое е местото викано Девини кули и пештерата Пешна, малку да одмориме и да и се насладуваме на колоритната снежна убавина, што и го дарила природата на овој крај, и по краткиот одмор го продолживме нашето патување во правец на мотелот Извор, каде што мојот домаќин Милош Даменски ми раскажа дел од многуте вековни адети и обичаи во нивното село за Водици, раскажувајќи ми дека нивното село Водици го слават 4 дена, дека секое мало си има свој крст и водичарско котле и дека вечерта спроти богојавление секое мало се организира водичарско празнување и дека вечерта на полноќ речиси од сите села од овој дел на Порече, без разлика кое село колку малски крстови и водичарски котлиња има, се собираат во манастирот Рождество на Пресвета Богородица, а утредента секое село во својата селска црква се собира на утринска богослужба, потоа секој кум од малото оди да ги покани мештаните на заедничкиот ручек и вечера кој го дава кумот, за да утредента на 19 јануари, на сам ден на богојавление, сите малски крстови одат до реката Треска, каде се фрла крстот и дента кумот дава ручек и вечера, а четвртиот ден стариот кум му го предава кумството на новиот кум, а во нивна чест мештаните од малото даваат вечера. Стари куме, опашуј се, нови куме, распашуј се, стари куме, опашуј се, нови куме. Почитувани мои, слушајќи ја сторијата што ми ја раскажуваше за Водици мојот домаќин Милош Даменски, не забележав колку брзо стасавме во селото Долни Манастирец, каде што зимските сончеви зраци милно го галеа ова село вгнездено во долината на Долно Манастирската река, која со милениуми ја живопишува колоритната убавина на ова село. Зоране, ете стасавме во моево село. Имам еден предлог. Сега ќе одиме кајнаш во нашево мало, во нашиот митревски водичарски дом, каде што не чекаат речиси сите селани кои живеат во нашево мало, да се подстоплиме малку, да мавнеме и по една грејана препек стилова долноманастирска ракија. Предлогот со задоволство го прифатив. По така да речам краткиот престој во Митревскиот водичарски дом и откако се стопливме и мавнавме така да речам по неколку чашки топла сливова препек природна долноманастирска ракија, на Милоша Даменски и на другите негови роднини пријатели им предложив да прошетаме низ селото, да се видам и со другите нивни соседи и откако во нивните очи ја видов нивната радост, заедно се упативме низ селото. Почитувани мои соселани, им реков, имам еден предлог додека така да речам ќе влегуваме во секое мало, во секое селско патче и сокаче, во секој селски двор, секоја селска куќа, дали ќе може да ви ги раскажам моите досегашни сознанија, кои ги имам најдено чепкајќи по пишаните историски документи, црковни посланија, повелби и крштелни книги, отомански дефтери за вашето село. Може, како не може, но само под еден услов. Потоа речиси сите наши приказни, кои ги памтиме, кои ни ги раскажуваа нашите дедовци и баби, и ти да ги слушнеш, ама се да бележиш, се да снимиш, на шега ми велеа. И си го продолживме нашето дружење. Почитувани мои соселани, почитувани мои поречани, 30 години продукцијата Марио Филм, а заедно со незе патувам низ Република Македонија. Го крстарам поречијето скоро 25 години. Ете Господ сакал денеска на Водици, на богојавление, да дојдам во селото Долни Манастирец. По покана на крстот, одека во селото Долни Манастирец на Митревци,
кој што овој семеен род е еден од најстарите семејни родови меѓу 4 кои што овдека го основале ова село пред околу 700 и кусур години. Се гордам што овдека со моите домајчини, кои што ми се и водичи селото, за овие 4 дена ќе прошетам во крстот на Митреци, ама ќе ги посетиме и другите 3 крста кои што овдека постојат. Да напоменам дека само во Паричијето водици се слават 4 дена. Едно од тие убавини е тоа што покрај тоа што постои Божио кум, постои и така наречен лажен кум. Лажниот кум е новиот кум до година. Одека во селото Долни Манастирец и во другите поречки села од минатото, од вековите кои што изминале, се пренесува крстот од генерација на генерација, каде што старите адети и обичаи, кои што нивните предци ги поставиле, овие млади момчина што се овдека во селото Долни Манастирец ги пренесуваат на нивните синови, ќерки и внучина. Да бидам реален, најмногу ми се радуваше душата овдека во селото Долни Манастирец, каде што ова село има и млади дечина, малички дечина, од 6 годишна возраст па и до 11 годишна возраст. Многумина ме прашуваат и овие мали дечина: дедо Зоране, подавоткажено, кога ќе оди ова на програма? Почитувани мои, ова желба на овие мали дечина од селото Долни Манастирец предлагам да го поставите во продолжение на ова репортажа. Селото Долни Манастирец се наоѓа во областа Порече, во средишниот дел на територијата на општина Македонски Брод, од левата страна на река Треска. Од градот Македонски Брод е оддалечено 19 километри. Првпат селото во пишаните и материјални документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во која е забележано дека селото припаѓа како имот на многовековниот манастир Рождество на Пресвета Богородица Пречиста, меѓу народот попознат како Поречкиот манастир, во црковните повелби од 1346 година на царот Стефан Душан Немањич, во црковната повелба на кралот Стефан Урош V Немањич, Несилниот, издадена во Поречкиот манастир од 1355 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, посветена на манастирската црква Рождество на Пресвета Богородица Пречиста. Во пишаните томаски дефтери селото Долни Манастирец првпат се споменува во томаскиот пописен дефтер од 1410 година под името Старо село, кое броело 67 семејства, сите рисјани. Во томаскиот дефтер од 1510 година, кое се однесува за селото Долни Манастирец, е запишано како ново село и дека во селото имало 83 ханчиња, 9 неженити и 8 вдовици. Долни Манастирец е запишан и во пописниот дефтер
од 1568 година заедно со селата Тополница и селото Томино село. Селото е запишено и во пописниот дефтер од 1662 година, кое им припаѓало на мудрулакот кој се наоѓал во селото Сабоков, во кое живееле 65 домаќинства, сите рисјани. Во Томанскиот дефтер од 1670 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улиште 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња. Селото Долно Монастире се наоѓа лево од реката Треска. Тоа е негде сега, например, има околу 30 семејства, негде околу 120 жители. А инако порано било 60 семејства, негде околу 60 куќи фактички, околу 240 до 300 жители. Меѓутоа, луѓето се иселени од тука. Значи, првиот бран на иселување било за Стара Југославија, кои што се иселиле во Прилепскиот дел, во полето. Таму имале земја, им се давало и таму се иселиле. Вториот бран на иселување е после Втората светска војна, кога многу семејства се иселени во Војводина, во Јабука, Качарево, Логолј. А третото иселување е негде 60-тите, 70-тите години, кога настанува индустриализација на земјата, се градат многу фабрики во Скопје, во Битола, во Прилеп. Пошто немало многу работна сила по градовите, морало да идат од селата во градовите. Од Македонски Брод сме оддалечени негде околу 18 километри. Од Кичево сме негде околу 40 километри. Од Скопје сме оддалечени околу 90 километри. Сега се граничи селово, например, од гранични градови се Прилеп, еве преку оваа планина горе со Кичево, преку Суа гора, од оваа страна сме со Гостивар, со Тетово, преку оваа планина тамо, преку Шолунска глава со Велес, значи со негде како во центар да се наоѓаме на Македонија. Дека селото Долни Манастирец на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394 и 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кнчов, изнесени во неговата книга Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото Манастирец, Горни и Долни заедно, имало 410 жители, сите македонци. По податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, изнесени во неговата книга Македонија и незината популација, во 1905 година во Манастирец, Горни и Долни, заедно живееле 480 жители. Што се овдека на ова место во селото Долни Манастирец, се што луѓето што живееле, што работеле? Па порано се занимавале со земјоделие, со сточарство. Значи имало доста овци, доста кози. Сега за душа нема. Сега двајца млади луѓе останаа тука, зачуваа овци, кози, али тоа е многу мало.
Меѓутоа, благодарение на мотелот, на извори, селото е одржано. Благодарение на мотелот, ете децата што отворија мотел тука, се почна да чуваат и овци. Дека селото Долни Манастирец на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи Петар Јовановиќ, во неговата книга Порече, го забележал следното. Од најстари времења поречкото село Долни Манастирец се наоѓало на местото викано Старо село, за подоцна да се формира нова населба во долината на Долно Манастирската река, пред самиот нејзин влив во Треска, со ново име кое го носи името Ново село, поради близината на манастирот, рождество на Пресвета Богородица, подоцна го добива името Долни Манастирец. Над селото во неговата северозападна страна се наоѓа манастирот Рождество на Пресвета Богородица. За време на турското владење со Македонија, овој манастир бил запален. Мештаните, речиси од сите поречки села, го пратиле попот Костадин од селото Греешница во Цариград да побара одобрение од султанот за повторна изградба на манастирот. Со дозвола на султанот, местното население во 1846 година повторно го изградиле. Манастирот е со постара дата на постоење. Се претпоставува дека неговото постоење се поврзува со постоењето на селата Горни Манастирец и Калуѓерец, кои во црковните записи се забележани, кои датираат од првата половина на 20 век. Еден дел од живописот во манастирската црква датира од првата половина на 11 век, а другиот дел од 13 век. Поречкиот манастир во средновековието представувал книжевен и просветен центар во поречието и пошироко. Таму учените монаси пишувале и препишувале книги со библиска и богослужбена содржина, како и преводи на некои светоотечки дела, слова и поуки. Оттаму биле снабдувани со богослужбени книги и со друга потребна литература и селските цркви во 50-тината села низ Порече. Преданието сведочи дека 40 конски товари со книги се однесени од манастирот кон Цариград. Каде завршило, тоа книжено богатство не се знае. Како потврда за книженото богатство на манастирот, може да послужат и 4 најзначајни сведоци во овој крај, како што е празничниот Минеј на Дјак Добре од селото Калуѓерец, ракопис од 14 век, пишуван во периодот од 1371 година до 1395 година, каде што во овој запис се споменува кралот Марко, селото Калуѓерец и Порече. Ракописот и припаѓал на Хулдовата збирка број 4. Содржи 184 листа, напишане на пергамент и хартија. Вкоричувањето е од 19 век. Ракописот е пишуван со писмо на ситен полуустав во 2 колони. Во него има украси во византиски геометриско растителен стил со киновар и црно мастило. Неговата содржина ги опфаќа службите за цела година и за неподвижните празници. Ракописот представува богата колекција на оригинални старомакедонски химнографски творби. Меѓу нив се особено значајните канон за Свети Димитрија Солунски, кој што се смета за творба на нашиот првоучител и просветител Свети Методој Солунски, како и циклусот стихири за предпразничност на богојавление и канонот за богојавление во акростих на фразите од Свети Климент Охридски, делот канонот за Свети Симеон Богопримец од Свети Климент Охридски, канонот за Успение на Богородица од Свети Климент Охридски, како и службата за Свети Кирил Филозоф,
канонот за Свети Ахаил Лариски, циклусот азбучни стихири за предпразничноста на Рождество Христово, канонот Рождество Христово од Константин Преславски. Во овој ракопис се наоѓа и канонот на светите апостоли Петар и Павле, кој што е познат од најстарите словенски минеи со глаголски препис од ракопис во збирката на Синајскиот манастир Света Екатерина. Тоа значи дека овој ракопис е препишуван од автентични глаголски преписи, а содржи значајни оригинални богослужбени химнографски творби. Поречкото четврто Евангелие пишувано е на хартија на 270 листови. Ракописот го препишал монахот Герман, кој што се потпишал како грешник Герман. Овој негов потпис го среќаваме на две места во ракописот. Тој не напишал никакви податоци за времето и местото каде што го препишувал ова Евангелие. Но според палеографските обележја и водните знаци, може да се определи дека ракописот е пишуван во средината на 16 век. Овој ракопис го истражувал академикот протореј Ставро Владимир Мошин и ги разработувал водните знаци во него, па го датирал до 1550 година. Најкарактеристичен воден знак во овој ракопис е двојната котва во круг со звезда. Преписот е пишуван со полууставно писмо, со средна големина и со забележлива индивидуалност од пишувачот. Изразената индивидуалност на препишувачот се искажал и во бројната употреба на диалекти. Побројна е употребата на буквата Дз, како што е изборот дзело, со значење земја, како што е диалектот и денес во Порече. Се забележува и неправилно употребување на падежите, што сведочи дека е пишувано во крај и област каде што се говори без падежи, а тоа значи во Македонија, во Порече. Евангелието долго време се наоѓало во Порече, а потоа е однесено во Битола, од каде што во текот на Втората светска војна, поточно во 1942 година, е земено и однесено во Белград. Поречкиот октоих е петогласник од 15 и 16 век. Денешка се чува во Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Бенечкото четворо Евангелие е ракопис, препис направен во почетокот на 16 век. Ракописот е најден во селото Бенче, па затоа се нарекува Бенечко четворо Евангелие. Пишувано е во македонска Безусова редакција. Во него има и прекрасни цртежи, минијатури на евангелистите. Пишувано е на хартија и содржи 360 листови, секој лист со 18 реда, а текстот е пишуван во една колона со убаво полууставно писмо. Правописот е дворов со ресавски принципи. Големиот R обично се употребува во предлозите и представките, а малиот на крајот. Насловите и почетните букви се напишени со црвено мастило, а останатиот текст со црно. Евангелието има богата орнаментика. На почетокот од секое Евангелие има нацртано минијатура, иконографска представеност на евангелистите Матеј, Марко, Лука и Јован. Минијатурите се изработени со врвна мајсторска прецизност и имаат голема уметничка вредност. Освен 4 иконографски минијатури, на листовите по нив се представени големи правоаголни знаменца со преплети и флорови елементи во неовизантиски и балкански стил, а се среќаваат и помали знаменца со преплети или со кругови и преплет. Во ракописот има и два водени знака, кардиналска шапка и камбана. Корицата е од дрво и штици изработена, обложена со орнаментирана кожа, во која на средината има орнаментиран крст
со постамент. Содржината на четворо Евангелието е текстот од 4 канонски Евангелија според Матеј, Марко, Лука и Јован, со предговор од блажени Теофилакт, архиепископ Охридски. На почетокот се наоѓа правилото како се чита четворо Евангелието во челија. На крајот има распоред на евангелистичките четива за сите денови во годината и за сите празници. А има месецо словна подреденост на Евангелијата. Најпосле вставен е и распоредот за евангелистичките четива за различни потреби. Ракописот завршува со укажувања како се чита Евангелието за Велика страстна седмица. Бенечкото четворо Евангелие завршува со записи од авторот на ракописот. Во 18-тиот и 19-тиот век и во времето на преродбата и просветителството во манастирските конаци работело челино училиште во кое монасите ги образувале и воспитувале децата. Манастирот се посведочил како книжевен и просветен центар и во поново време. Од 1947 до 1957 година во конаците на манастирот работело основно училиште во кое со образование се здобиле над 850 деца од поречието. Во селово порано имаше училиште од прво до четврто деление во селово. Тоа се викаше Костараци. Значи во секое село, Манастирец, Драговдол, Тополница, Модришта, Брезница, Могилец, Калуѓерец, значи стално во секое село имало училиште. Од прво до четврто деление. Меѓутоа сите се училишта се отворени. Ораниците им се наоѓаат јужно од селото. Шумските кории кои се во собственост на селаните се наоѓаат на селото. Секое семејство има просечно по 10 питоми костенови стебла, кои мештаните ги користат како за храна, така и за размена за житарица со полските села. Со вода за пиење се снабдува од планинските извори, селските бунари и од реката Долни Манастирец. По моето време, моите родители со селаните, например, одеа на пазар во Кичево, одеа на пазар во Прилеп. Идеа со коњи, со мазги. Да. Ова сега да ми кажеш, која му е летна слава на селово Долни Манастирец? Летна слава, фактички есенска слава, 21 септембар, Мала Богородица. Е како селска слава. Горни Манастирец и Старо село во минатото биле сметани како едно село. Селото на селото Долни Манастирец од памтивека одека се наоѓало или има некаде било? Па негде по моје сознание, фактички, што се упрашувал од стари луѓе кои што се изумрени, значи, ова село се вика Ново село, се е доселено од Старо село, па негде пред 300 години. Да. Кои се најстари фамилии овдека во селото? Најстари фамилии се, ние сме најстара фамилија, Митреска фамилија. Так. И затоа имаме Митрески крст, се вика. Најверојатно и првата фамилија што е доселена во селото. Првата фамилија што е доселена, а тоа е доказ по земјата што имаме ние близу селото. Значи ги имаат фамилиите на Митревци. Семејните родови на Ѓурчевци, Данковци, Милошевци, Кочовци, Жежовци и Кукаревци потекнуваат од малото Старо село, додека пак семејните родови Велковци, Учумовци, Митревци, Бунташевци и Веселиновци, кои исто така водат потекло од Старото мало, Старото село, први го заселиле денешново село Долни Манастирец, кое во тоа време се викало Ново село. Доселени семејни родови во селото се Петковци и Клишуровци, за кои не се знае од каде се дојдени, додека пак семејниот род на Чоклевци води потекло од околината на Скадар, а семејниот род на Василковци води потекло од Охридско. Ова село
Имало ли порано амбуланта, пошта? После војната имало пошта. Така? Пошто овде била и општината порано. Првата општина во Македонски била во Долни Манастирец. Можете да ја снимите и зградава кај што биле тука општинарите. Имаме стамбена зграда кај што живееле општинарите. Имаме пошта тука. Сега последниве години направена една амбуланта. Ево да ја гледате доле, меѓутоа не проработи таа амбуланта. Нема лекари. Просветните прилики во селото во текот на периодот помеѓу Првата Балканска, Втората Балканска, Првата светска војна и Втората светска војна останале на ниско ниво, како и до тогаш. Новата држава на кралството на Југославија во се обидувала да му посвети поголемо внимание на образовниот процес. Се до 1941 година наставата се одвивала на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 година на екзарско-бугарски јазик. По ослободувањето на селото во месец ноември 1944 година наставата се одвива на македонски мајчин јазик. Во подалечното минато, селаните од селото учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна држава на македонскиот народ, како и во претилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Селото било активен центар и на илинденското восстание. Исто така Долно Манастирец не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски рекиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се зна и гробнината. Мештаните од селото Долни Манастирец активно учествуваат и во народно-ослободителната борба од 1941 до 1944 година. Почитувани мои, откако сето ова на моите соселани од поречното село Долни Манастирец им го раскажав на мојот домајчин Милош Дабенски, неговите соселани на шега му довикнаа: "Немој нашиот гостин да се го пуштил да се замине селово. Одведи го во секое куќа, во секој двор, се да види и се да забележи. Ние меѓувреме ќе им подвикнеме на другиве соседи, на другиве мала, да им кажеме дека вечерва во селово имаме голем гостин и дека сите ние ќе го чекаме прик вечерина да ни дојде на слава, на заслогот да го запознаеме со нашите стари адети и обичаи кои се одржуваат до ден денешен во нашево село, за водици кои траат 4 дена." Водици или Богојавление е денот според христијанското предание кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан и се прославува на 19 јануари. Со тоа му се дава значење на крштевањето како на една од повеќето тајни во христијанството. Крштевањето е значено затоа што се смета за духовно раѓање, односно за почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и за негов најблизок роднина. Празникот Водици се наоѓа на завршетокот од тие 12 некрстени денови, кои што траат од Божик до Водици. Со овој празник завршуваат така наречените 12 некрстени денови, меѓутоа завршува и циклусот на празнување на зимските празници поврзани со свеченостите од Бадник, Божик и Василица.
Овој празник е празник практично на христијанскиот бог давател Дајбог, кој што им ги исполнувал желбите на луѓето на отворено небо. Имено, ноќта спроти самиот празник на полноќ во глуво доба се отворало небото и сите оние што ќе го дочекале будни тој момент, Господ им ги исполнувал желбите. Инаку празникот Богојавление Водици се слави 2 дена, на 19 и 20 јануари. На 19 јануари покрај Богојавление Водици се вика и во Јордане или Машки Водици, а со обид на Свети Јован Крстител на 20 јануари и се вика Женски Водици. На овој ден свештениците во сите населени места, во поголеми води, во реки, езера и базенти го фрлаат ритуалниот крст и православните христијани скокаат за да го фатат тој крст. Се смета дека на овој ден сите води се крстени и оној што ќе го фати крстот ќе го следи среќа во текот на наредната година. На Водици имен ден слават Богдан, Богдана, Богомил, Јован, Јовица, Данчо, Даниел и други имиња. Би кажал и тоа дека празникот Водици се слави во групи или друштва поголеми кои што се викаат компании, братства или кумства. И тие компании, братства или кумства се формирале по мала или по фамилии. И обично сите членови на компанијата, на кумството, се чувствувале меѓу себе роднини и се условувале со светионе, побратими и така натаму. Според дамнешните верувања, а и црквата тоа го прифатила, кумството е сродство, а тоа значи дека за кумовите важи она што важи за крвните роднини, односно законот на екзогамијата. Со тоа што Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос, значи тоа значи дека не му припаѓа кумството. Сите овие компании имаат и свој кум, кој што го нарекуваат Свети Јован и кај него стои крстот 1 година од Водици до Водици, тоа значи дека не му припаѓа кумството. А промената на кумството се врши по строго воспоставен ред, најчесто по старост. Меѓутоа, во записите на Кузман Шапкарев може да се сретне дека во Охридско пак крстот, а и кумството се откупувало со наддавање. Денот пред самиот празник Богојавление Водици, 18 јануари, се вика водокрштевање или водокрст или водопост. Водокрштевање се вика затоа што тоа се однесува на крштевањето на водата, а водопост затоа што се работи за строг пост. Рано наутро кумовите на ударот на камбаната оделе во црквата и со себе носеле котле со вода во кое што се наоѓал крстот кој што му припаѓал на кумството. И потоа попот ги проверувал сите крстови дали се добро врзани со босилекот, а во босилекот требало да има пак толку гранчиња колку што имало кујчи во кумството. И потоа попот ги отпевал сите крстови, а со тоа ја отпевал и ја крстевал водата. И со таа крстена вода потоа се прскале кујчите, шталите и сите простории со цел да бидат избркани лошотиите. Почитувани мои, продукцијата Маријево филм еве веќе 4 дена се наоѓа овдека во Поречието, во селото Долни Манастирец. Одека, почитувани мои, се наоѓаме во старото село на селото Долни Манастирец, одека се наоѓаме во црквата Свети Ѓорѓија, каде што моите домајчини, овдека во една фиока, така речено во едно чекмедже црквено, најдовме една песна која ја напишале мештаните од селото Долни Манастирец со еден убав ракопис македонски, што е еден убав ракопис на македонски книжевен старословенски јазик. Колку што јас овој го познам нашиот стар македонски старословенски книжевен јазик, ќе се обидам тоа да го испеам, поточно речено да го изрецитирам. И вели вака: Мајка Стоња ја будеше, скориваше. Стани, Стоњо, стани, Керко. Твоите другарки настанале, рамни дворје измеле. Руси коси чешлале и во бело промениле. Си отишле, лепа црква, таму нашле кумовите, кумиците. Почитувани мои, како што ми кажа моите пријатели кои се овдека од 4 крста, од 4 најстари семени лози во селото Долни Манастирец,
Овдека ова песна ја пееле на самиот ден на 20 јануари на Водици, на женски Водици. Овдека во овој запис на старо црковен македонски книжевен јазик, пред портата, пред влезот на црквата, жените ја пееле и ова песна. Распашај се стари куме, опашај се нови куме, распушти ја стар бератија, опаша нов бератија. Се распаша стари кумот, се опаша нови кумот. Се распаша стар бератлија, се опаша нов бератлија. Да дочекате до година, со се сите во куќата, со се сета собранија. Амин, Господе, дека ние Водици за многу години, да се гледаме зубаво за добро селото Долни Манастириц до година да биде многу побројно и да ни е здрава и жива Македонија. Ајде, значи. Ајде за многу година. Ајде, куме, бе. Не се плаши, бе. Не се плаши. Господ ќе ти помогне. Да. Не се плаши. А помош нека се Водици Свети Јован за многу години, нека ја да дава Господ многу среќа, здравје, среќа, Амин. убавини, све најубаво, да ни се множи фамилијата, да ни се множи селото и све најубаво. Амин, Господе. Амин. За многу години, нека. За многу години. По последно. Мите па со крајчи на мене. Сите крајчи на мене. Ти си прв. На здравје На да здравје, те нека за куме. многу години. До година повесело, поубаво. Ставиш да те подсетам. О Јордане, крещају што ся Тебе, Господи, Троеческо јаве ся поклонение. Родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја, и док му виде голубиње, известуваше словесе утверждение, явлеся Христе Боже, и мир воспрещи, слава Тебе. Во Јордане крещају што ся Тебе, Господи, Троеческо јаве ся поклонение, родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја, и дух му виде голубиње, известуваше словесе утверждение, явлеся Христе Боже, и ми просвещај слава. Почитувани мои, како моите соселани од селото Долни Манастирец го започна 4-дневното празнување на христијанскиот православен празник Водици, ќе имате можност да погледнете во продолжение во наредната репортажа.